По вообичаеното запознавање на стручен штаб со играчите на Бергалница и заедничкиот состанок се одржи и првиот тренинг на стадионот во Суитлакот. Тренинзите ќе се одвиваат на ова игралиште овде на Сутлакот и у зависност од временските услови ќе користиме и теренот на Белобрадо со вештачка трева. Имаме микроциклус направен од 7 недели до почетокот на првенството. Веќе четвртата недела заминуваме на еднонеделни подготовки во Сандански Република Бугарија. Тамо целта ќе ни биде да одиграме повеќе надпревари кои веќе се закажани, освен еден надпревар кој дополнително ќе биде закажан, и на 8 февруари имаме надпревар со екипата на Локомотив од Софија, на 10 имаме надпревар со екипата на Вихрен од Сандански. Со оглед на тоа дека некои фудбалери се забиенаа, поготово капитенот Горан Здравов и неколкуми на други, ваше лично искуство, што мислите со ова помладена екипа, како ќе тече пролетниот дел? Па јас мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Не сакаме уште веднаш да и правиме притисок на помладите играчи. Заминувањето на капитенот мислам дека малку погрешно се протолкува во јавноста. Јас со него имам едни прекрасни односи и мислам дека ќе остане така. Се со цел да постигнуваме подобри резултати. Мислам дека е дојдено времето да добијат шанса помладите играчи и мислам дека ќе искористат. Раководството на клубот верува во играчкиот кадар, нема да се врши притисок врз нив, иако амбициите за висок пласман остануваат како врвен приоритет. Денеска почнуваме, би сакал во моментов да им посакам многу среќа и здравје во припремниот период. Следуваат припремите, веќе на 27 имаме надпревар со екипата на Китго Пекчево, мислам дека ќе биде на овој терен овде во Суитлакот. Потоа на трети играме со Детонит од Радовиш и на четврти заминуваме на подготовки во Сандански, каде ќе одиграме 3 контролни надпревари, меѓу кои веќе имаме и 2 закажано. На 8 февруари играме со екипата на Локомотив Софија и на 10 февруари играме со екипата на Вихрен. Таму остануваме до 10, 11 се враќаме, следуваат повторно тренажен процес во кој на 17 февруари играме со екипата на Борец од Велес и останува уште еден надпревар генералка пред првенство во кој дополнително ќе биде договорен. Што се однесува до финансискиот дел, Бергалница има обезбедено средства за пролетниот дел. Нема никаков проблем, можам да ви давам една ексклузивна информација. Денеска Комисијата за спорт го одреди, односно буџетот на Бергалница. Буџетот на Бергалница ќе изнесува 10 милиони денари, значи нешто за 2 милиони повеќе од претходно најавените финансии, така да остануваат се пореални шансите Бергалница да се бори за горниот дел на табелата и верувајте дека ќе направиме се ние како раководство и како стручен штаб заедно со овие играчи кои се во Бергалница, со нормално 1-2 засилување кои ќе бидат ангажирани во наредната недела, ќе се бориме за горниот дел. Во улога на претседател на Комисијата за спорт Елмир Мандак со следното образложение за денешните одлуки. Значи денес имавме седница на Комисијата за спорт во која беше одлучено за екипата на ракометниот клуб Текстилец да се додели 460.000 денари, за екипата на борички клуб Балканец 800.000 денари и за фудбалскиот клуб Бергалница 10 милиони денари, меѓу кои имаше точка на дневен ред за екипата на кикбоксерскиот клуб Гладиатор, во кој имаше барање за плаќање на котизација, беше прифатено од Комисијата за спорт.